Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Тимотеј и преподобниот маченик Анастасиј. Светиот апостол Тимотеј, еден од 70 апостоли, роден е во Листра Ликаонска, од татко грк и мајка еврејка. Светиот апостол Павле ги пофалува мајката и бабата заради нелицемерната вера. Прв пат Тимотеј се сретнал со големиот апостол во Листра и бил сведок кога Павле излекувал еден крив од раѓањето. Подоцна Тимотеј безмалку бил постојан сопатник на Павле, обиколувајќи ги со него Ахаја, Македонија, Италија и Шпанија. Голем ревнител на верата, одличен беседник и сладок по душа, Тимотеј многу придонел за распространувањето и утврдувањето на христијанската вера. Павле го нарекува вистинско чедо во верата. По маченичката смрт на апостол Павле, Тимотеј го имал за учител светиот Јован евангелистот. Но кога царот Дометијан го прогонил Јована од Ефес на островот Патмос, Тимотеј останал во Ефес како епископ. За време на некој идолски празник, викан Катакогиум, незнабожците лути на христијаните, молкум и под маска го нападнале Тимотеја и го убиле околу 93-та година. Неговите чесни мошти подоцна биле пренесени во Цариград и погребани во црквата на светите апостоли, до гробот на светиот евангелист Лука и светиот Андреј првоповиканиот.
Преподобниот маченик Анастасий, персијанец според родот, незнабожечкото име му било Магундат. Кога царот Иракли се борел со персијанците, Магундат пребегнал кај христијаните, отишол во Ерусалим каде што се крстил и добил име Анастасий. Не му било доста што се крстил, туку и се замонашил за да се предаде целосно на службата на Господа. Покрај останатите подвизи многу рано ги читал житијата на светите маченици. Читајки ја навлажнувал книгата со солзи, копнејки и самиот по мачеништво. Најпосле Господ го овенчал со маченички венец. Долго лежел во затвор и бил люто мачен, додека царот Хозрое не му изрекол смртна пресуда. По таа пресуда Анастасий бил удавен во вода. Кога го извадиле од водата, джелатот му ја отсекол главата и му ја испратил на царот. Пострадал на 22 јануари 628 година во градот Бецалое во близина на Нинив. Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te